Граѓанската асоциација МОСТ го наблюдуваше процесот на одлучување по приговорите за гласањето, сумирањето и утврдувањето на резултатите од гласањето поднесени до Државната изборна комисија. За жал, мора да се констатира дека Државната изборна комисија не беше на ниво на задачата на највисок изборен орган кој треба да се грижи за законитоста во спроведувањето на изборите. Имено, при одлучувањето по приговорите, Државната изборна комисија не беше доследна и конзистентна во донесувањето на одлуките. Граѓанската асоциација МОСТ нема да ги коментира поднесените приговори од политичките партии. МОСТ исто така нема да ги коментира поединечните одлуки и гласања на овој орган, со оглед на фактот што дел од нив беа донесени не земајќи ги во предвид одредбите во изборниот законник, туку произлегуваа од тесните политички интереси. При дискусиите по приговорите, членовите на ДИК, наместо да се држат до предметот на расправа, честопати држеа политички говори и застапуваа политички ставови, што е недозволиво за ваков орган. Во однос на одлуката, со која беа поништени првичните официјални резултати за избор на градоначалник на општина Чаир, соопштени од Државната изборна комисија, апелираме да се поведе соодветна постапка против лицата кои ги прекршиле законските одредби. Што се однесува пак на рекордниот број на болни и немоќни лица, пријавени за првиот изборен круг, најмалку 13.323 според информациите кои МОСТ ги доби од општинските изборни комисии, упатството за спроведување на овој вид гласање дефинира дека, цитирам, болно и немоќно лице е лице кое не е во можност да ги врши основните животни потреби. Не е во можност да се движи во станот, ниту со користење на соодветни помагала, да одржува основна лична хигиена, да се облекува, да зема храна, ниту да врши други действија за задоволување на основните животни потреби. Односно, лицето е неподвижно, потполно слепо, заболено од дистрофија или сродни мускулни или нервно-мускуларни заболувања, церебрална или детска парализа или параплегија. Крај на цитатот. Нејасно е каков доказ за здравствената состојба се работи, односно дали таков документ за една ваква состојба може да издаде матичен лекар. Позитивен е примерот по ова прашање на Општинската изборна комисија во Теарце, каде што за првиот круг имало регистрирано 49 граѓани кои што поднеле барања за да го остварат своето право на предвремено гласање согласно оваа законска можност. Меѓутоа, откако Општинската изборна комисија во Теарце најавила дека ќе врши проверки дали овие лица ги исполнуваат условите за овој вид на гласање, сите барања биле повлечени. Апелираме до останатите општински изборни комисии за вториот круг да го следат овој позитивен пример и внимателно да ги разгледуваат барањата за предвременото гласање во сабота. Како што веќе беше констатирано со прелиминарната изјава на МОСТ за првиот изборен круг, во однос на случаите со избирачите кои не можеа да се пронајдат во избирачкиот список, апелираме до сите граѓани пред вториот изборен круг да ги проверат своите податоци на веб страницата избирачкисписок.gov.mk за точно да го утврдат избирачкото место на кое можат да го остварат своето избирачко право. Оние граѓани кои што нема да се пронајдат во избирачкиот список, ги упатуваме до подрачните оделенија на Државната изборна комисија за да утврдат зошто ги нема во избирачкиот список. Исто така, апелираме до надлежните институции да ги истражат ваквите случаи и да информираат јавноста за причините поради кои овие граѓани не се наоѓаат во избирачкиот список. Благодарам. Дали има прашања? Дали во сабота вие наблюдувате гласањето? Исто како што го наблюдувавме за првиот круг на 23-ти, тоа ќе го сториме во сабота на 6-ти. Но тогаш не имаше злоупотреба. Значи, тоа што нашите го следат на избирачкото место и го забележуваат, не е дали човекот на вистина спаѓа во некој од овие диагнози, односно неговата состојба, туку дали е тајноста на гласањето или процедурата според која што треба да се изврши
ова гласање дали е запазено или не. Затоа што и не можеме да го утврдуваме било што друго.